Почитуван заменик амбасадор на делегацијата на Европската Унија во Скопје, почитувани високи представници на СИСАК и Европската агенција за крајбрежна и гранична стража, почитувани колеги од граничните полициски и царински служби во регионот на Југоисточна Европа, најнапред дозволете ми да се заблагодарам за поканата да го отворам денешниот регионален состанок и воедно да истакнам дека ми представува чест и задоволство што имам можност да се обратам пред овде присутните, изразувајќи искрена благодарност за поддршката од страна на Агенцијата за контрола на мало и лесно оружје на Југоисточна Европа во активностите за разоружување и контрола на оружјето. Воспоставена во 2002 година, Агенцијата веќе 20 на години спроведува активности за усвојување на нови политики и предлози кои активно придонесуваат за олеснување на политиките и усвојување на нови политики и предлози кои активно придонесуваат за олеснување на регионалната соработка, за координација на мерки и активности, надградба на капацитети, развивање на технички алатки, спроведување на проекти, обезбедување на експертиза и следење на постигнатиот напредок. Во иста насока одиме и ние како држава, како и Министерството за внатрешни работи. Преку постојано подобрување и дополнување на законските и подзаконските акти и прирачници со цел обезбедување на поголема сигурност на нашите граѓани и воедно приближување кон активностите кои што се преземаат на ниво на Европската Унија за контрола на малото и лесно оружје. За соработката со Европската агенција за гранична и крајбрежна стража ќе кажам дека од 2009 година тие представуваат првиот партнер и заеднички бедем на граничното управување, а круната на таа соработка представуваше започнувањето на заедничката операција на Фронтекс на територијата на државата. Проблемот со неконтролираното ширење на малото и лесно оружје веќе подолг период стои на високо на меѓународната, регионалната, но и на националната агенда. Сведоци сме дека пролиферацијата на мало и лесно оружје често пати е катализатор кој ги трансформира локализираните инциденти во глобални настани. За таа цел, од исклучителна важност се глобалните и националните активности, здружени со добро координирана национална и регионална соработка, и тоа на сите агенции кои што се за спроведување на законот. Управувањето и зајакнувањето на границите со цел справување со сите форми на прекограничен криминал, меѓу кои и недозволената трговија со оружје е еден од нашите приоритети, но во исто време и еден од најголемите предизвици. Во таа насока борбата против недозволената трговија со оружје е издигната на ниво на стратешки приоритет на Министерството за внатрешни работи. Сите ние присутни овде, а особено представниците на граничната полиција и царинските службеници, во целиот регион тежнееме кон спроведување на патоказ за одржливо решение за нелегалното поседување, злоупотреба и трговија со мало и лесно оружје, огнено оружје и муниција на Западен Балкан како најрелевантна појдовна точка за справување со поседувањето на оружјето, неговата злоупотреба и трговија, но и за справување со некои регионални безбедносни предизвици. Во таа насока, согласно стратешката определба на Република Северна Македонија за пристапување кон Европската Унија и усогласувањето со европските директиви, оваа година ја донесовме Националната стратегија за контрола на мало и лесно оружје и Националниот акцијски план 2022-2025. Во завршна фаза на усвојување е прирачникот за мало и лесно оружје за граничните и царински службеници во соработка со Фронтекс, а секако во соработка и поддршка на ОПСЕ, донесена е и стандардна оперативна процедура за прибирање и следење на податоци и информации за известувања кои што се поврзани со мало и лесно оружје. Министерството за внатрешни работи на Северна Македонија континуирано работи се залага за зајакнување на своите капацитети,
И тоа јасно се гледа преку редовното учество на нашите експерти на регионалните состаноци за огнено оружје на земите во Југоисточна Европа, организирани од страна на СИСАК, со цел продлабочување на регионалната соработка во борбата со нелегалното поседување и трговија со огнено оружје во Југоисточна Европа преку меѓусебна размена на искуства. Воедно активно се работи и на спроведување на сите планирани активности за остварување на поголеми резултати во подигнувањето на јавната свест за опасностите од злоупотребата на огненото оружје и спречување на трговијата со оружје, како и воспоставување на ефикасни системи за размена на информации. И неодамно држаната обука за етика во информирање на јавноста за родово базираното насилство, со фокус на инциденти со злоупотреба на огнено оружје, организирана од СИСАК, на која учествува и вработените на МВР, но и медиуми, беше уште една убава можност да се поработи токму на оваа насока. Подигање на јавната свест и поголемо значење на опасност. Важно е и неизбежно да се напомене дека новите закани и предизвици не смеат да се занемарат. Постојните промени што ги носи модерниот свет не потикнуваат постојано да се подобруваме и да изнаоѓаме нови начини како да го сузбиеме криминалот. Забележена е тренд на изработка на оружје и делови на оружја од композитни материјали со помош на 3D печатачи, кои се порачуваат преку интернет и се доставуваат преку поштенски пратки, а потоа се составуваат и се користат како функционално оружје. Наша должност и задача е да направиме се што е во наша моќ, да ги спречиме ваквите действија и да ја намалиме нивната распространетост заедно со нашите партнери од Југоисточна Европа и секако партнерите во Европската Унија. Овој предизвик за нас е дотолку поголема обврска во светлото на сите тие геополитички и геостратешки поместувања кои што ги имаме и можеби незамисливо за неколку години од денес претходно, но денес стана реалност да се војува и на европско тло и да се отварат нови кризни жаришта, што дополнително ни зголемува одговорноста, меѓутоа и не отежнува работата. Затоа уште еднаш се заблагодарувам на организаторите на денешниот регионален состанок и да ги поздравам напорите да продолжат да се организираат настани од ваква природа, со кои ќе се подигне свеста во борбата против злоупотребата на огненото оружје. Ви благодарам.